Сведоци сме на едно време во кое науката и техниката доживуваат многу бурен развој. Сето тоа е благодарение на светот што не окружува на единствената планета Земја, на која, како што е познато, има живот, наречен со едно општо име природа. А природа пак се е околу нас, луѓето, животните, растенијата, воздухот и водата. Натаму, сите тие составни делови на природата можат да се расчленат на разни видови, подвидови, класи, системи и слично, со цел да се прави полесно разлика меѓу нив. Тоа го направил човекот како најразвиено живо мисловно суштество, кое постојано се обидува да ја стави природата во своја служба, иако не секогаш таквиот негов напор е успешен. Затоа, луѓето, особено децата, повеќе години одат на училиште за да совладаат разни тајни на природата. Не само тоа, туку имаат потреба секогаш да бидат во непосреден контакт со неа, односно да ја доживеат сами за себе со своите сетила, очите, ушите, вкусот, мирисот и слично. Со тоа стануваат познајни или, како вели нашиот народ, попаметни. Драги деца, оваа филмска сторија има токму таква намера. Со објективот на телевизиската камера да се појде во еден дел од најблиската природа и да ве прошета низ националниот парк Пелистер. Пелистер. Пелистер е највисокиот врв на Баба планина, кој се извишува на 2601 метар. Со ова име популарно е наречен планина, со многу атрактивни делови, чии разграноци допираат речиси до Битола. Интересно е потеклото на неговото име. Затоа, во народните преданија има неколку варијанти, но сепак најлогично е она поврзано со неговите лисје, кои се групирани во мали гранчиња од по 5 на број. И така, од 5 лисје се добило името на бор Петлистер, односно Пелистер. Јазична појава што е многу позната во македонската лексика во формирањето на нови зборови. Инаку, овај дел од Баба и припаѓа на родопскиот планински систем. Пелистер е најјужната планина како географска реткост во која можат да се најдат растенија и други содржини, кои се типични за северните, многу повисоки планини, во случајов за Алпите. Причината за ова чудо на природата им е позната на геолозите. За време на дилувиумот, некаде пред 450 милиони години, овие пелистерски предели биле подледници. Во некои години и во нашиве времиња, во увалите на Пелистер можат да се најдат задржани траги од снег и мраз, што е голема реткост. Оттаму, велат научниците, и алпскиот карактер на одделни негови места. И тие за Пелистер се вистински предизвик за да се видат со своји очи. Националниот парк Пелистер. Рековме, динамично во време во кое живееме ја ставаат на испит и заштитата на природата, а се знае дека планетата Земја е неповторлива во своите природни убавини. Густите и зелени шуми, бистрите и пивки води, чистиот воздух и слично се непроценливи дарови на природата за човекот и општо за живиот свет. Особено поединечни делови од нашата околина. И не само нашата, но се поставува прашањето дали доволно се грижиме сите тие вредности да не ги уништуваме и наградуваме во секојдневното наше живење. За ова да не се случува, не само возрастните, туку и вие, децата, треба да водите сметка. Во тој случај,
и природата ќе ви врати со некоја добрина или подарок. Например, ќе ви ја разубави вашата околина. Потоа ќе можете да живеете и растите во чиста средина. Од земјата ќе може да се користат чисти плодови за исхрана. Птиците и другиот животински свет ќе ги разобавуваат горите. Водите што течат низ нив ќе бидат чисти и бистри и друго. Некои делови од планините кои имаат некои посебни и ретки вредности, кои ако не се заштитат, можат за секогаш да се изгубат. Со што стануваме посиромашни сите, и човекот, и природата. За таа цел се формираат така наречените национални паркови. Меѓу нив е и националниот парк Пелистер од Битола. Формирање на паркот. По примерот на најразвиените земји во светот, уште поодамна, во 1948 година, владата, тогаш се викала Президиум, и Собранието на Република Македонија донесле закон со кој во најубавиот дел на Баба планина, на просторот помеѓу Преспанското езеро и Пелагониската рамнина, на површина од 12.500 хектари, да се формира национален парк под името Пелистер. Во образложението на законот се вели дека главна задача на управата на паркот е да се зачува природниот изглед на пределите, градежните објекти, животинскиот и растителниот свет во нив. Според тоа, овде ништо не смее да се менува од она што е наследено од природата. Само во исклучителни случаеви, со посебен закон, е регулирано што може да направи човекот за неговиот натамошен развој да биде уште поубав и покорисен за луѓето. Се друго е препуштено на природните закони и нагонот на самоодржување и природно одбирање. Пелистер е формиран како прв национален парк во Македонија. Подосна се формирани уште два вакви паркови, Маврово и Галичица. Во 2007 година, националниот парк Пелистер е проширен и денес има површина од 17.150 хектари. Попат одам. Бидејќи овај документарен телевизиски филм е наменет главно за деца и младинци, не само од Битола, туку и од други градови и земји, еве неколку напомени како да се стигне до националниот парк Пелистер најбрзо и најбезбедно. Од градот, паркот е оддалечен само околу 15 километри. Се тргнува од центарот на градот, на запад во правец на Охрид. На излезот од Битола се скршнува лево и некаде на 3 до 4 километри кај месноста Црвени петли пред големиот патокас за националниот парк. Лево се оди кон селата Дихово и Нижеполе. Оттаму пешки може да се оди преку Дебел рид на Големо езеро. Втората, најдобрата дестинација е она што свртува десно од спомнатиот патокас, па преку селата Трново и Магарево до информативниот центар, откаде пак има две важни насоки. Право кон Палиснопие по неасфалтиран пат и лево кон хотелот Молика, докаде има добар асфалтен пат. Натаму има повеќе правци низ планината, и тоа кон Ластојчин камен и Јоргов камен, врвовите на Пелистер, и планинарскиот дом Копанки. Се разбира, има уште неколку планински патеки кои водат низ паркот. Додека од страната на Преспа, скоро сите патишта кои водат кон врвот се планински. Патувањата пешки се доста напорни и не се препорачливи за деца. Сепак, ако некој е повозрасно дете или помал младинец, се одлучи да го помине пешки Пелистер, да го прави тоа со повозрасен и поискусен планинар.
Човекот и националниот парк. Покрај природното богатство што го поседува паркот, за кое подолу ќе зборуваме подетално, тој од убав да стане уште поубав и попривлечен за посетителите. Еве некои од неговите изработки и подигнати објекти, без претензии за сеопфатност. Така, уште во влезот на паркот, на целото Магарево, а и низ него ќе се забележат необични клупи, видиковци, уредени патеки и други содржини за одмор и релаксација на гостите. Тие особено се користат за време на летните месеци, кога тука се доаѓа да се побегне од летните горештини кои владеат долу во градот и другите населби. Сите тие се изработени од материјали што ги дава самата планина. При земањето од неа се води сметка да не се нарушат основните барања, се да остане онака како што било претходно, почитување на предвидувањата со плановите за работа на установата и барањата на законите за заштита на природата. Не помалку интересни се и другите содржини, каде човекот е еден од основните фактори за зачувувањето на се што е автентично и користење на човековата елоквенција, и знаење тие содржини да бидат во служба на афирмација на паркот. Ќе се задржиме подолго со објективот на камерата на нив. Води. Пелистер е мошне познат со своите чисти и бистри студени води. Тука се водите од Сапунчица и нејзините притоки, од кои се снабдува и Битолскиот водовод. Потоа повеќето брзи и живописни планински реки: Драгор, Брајчинска, Цапарска и Ротинска река, Шемница која се влива во Стрежевското езеро и други. Многу атрактивни и корисни за посетителите се и многобројните чешми што ги изградил човекот. Такви се, например, дрвената чешма над Магарево. Потоа оние на Мала и Голема ливада. Онаа кај Камењарот, кај Палиснопје и други. Кога зборуваме за пелистерските води, од посебно значење се планинските езера, особено големото и малото езеро. Овие цирковни глечерски езера се наоѓаат на надморска височина повисока од 2000 метри. Поточно големото е на височина од 2218 метри. Зафаќа површина од 4,20 хектари, а длабоко е 14,5 метри. На 2 километри растојание се наоѓа и малото езеро, на надморска височина од 2180 метри и длабочина од 2,6 метри и површина од 0,76 метри. Нивните студени води зимно време целосно замрзнуваат. Значајни се со нивната старост и пејсажна атрактивност. Од милост и љубов народот уште ги вика пелистерски очи. Вегетација, флора. Дрвенестите и тревестите растенија се уште едно значајно богатство на паркот. Во него растат 88 видови дрвенести растенија, кои систематски им припаѓаат на 28 фамилии, што представуваат 29% од вкупната дендрофлора, дрвени растенија во Македонија.
Еден дел од нив се ендемски и терциерни, односно ретки и по потекло многу стари. Националниот парк, како облик на заштита на природата, има посебна задача за секогаш да ги зачува овие растенија. Овде растат разни видови иглолисни и листопадни дрва, бор, ела, даб, бука, бреза, леска и други. Еден од тие видови, како жив фосил, односно по потекло од древните времиња, а е зачуван само во определени подрачја кај нас и во светот, е посебниот вид бор, познат под името молика, на латински јазик наречен Pinus peuce. Го има најмногу на Пелистер и затоа за нашата и светската наука има непроценливо значење. Низ планината е распространета на повеќе места во форма на моликови заедници. Децата најлесно можат да ја видат на детското одморалиште околу хотелот Молика, кај планинарскиот дом Копанки и на други места. Стеблата й се прави, високи над 25 метри. Популарно уште е наречена пелистерска убавица. За Пелистер таа е еден вид заштитен знак. Моликата ја открил и научно ја проучил виенскиот ботаничар Аугуст Гризебах во 1839 година. Релјеф. Поради разновидниот геолошки состав и тектоника, на Пелистер се сретнуваат и многу разновидни геолошки форми. Камени реки и мориња, слизнати блокови, остри карпести гребени и друго. Од нив особено се интересни така на камени реки, морени. Сите тие настанале пред повеќе милиони години. Од нив најмаркантни се камените реки. Тогаш на овој простор владееле силни тектонски движења под влијание на големите снежни бури и ниски температури и мразеви. При тоа, натрупаниот материјал и иситнет се лискал надолу во форма на реки од камен. Вакви појави во форма на интересни траги и денес се зачувани на Пелистер. Тие најубаво можат да се видат во близина на Копанки, Широка и Палиснопје. Познати се уште под името морени. Многу се значајни за науката, но и за посетителите. Гледајќи ги пред нас, со силината на фантазијата, човечкиот ум и разум не враќаат на времињата од пред многу милиони години. Тоа е причината што љубителите на планините, научниците, но и младите сакаат на лице место да ги видат овие феномени на природата. Клима. Климата на Пелистер има голем број специфичности во однос на другите планини. Во основа таа овде е умерено континентална, а над 900 метри надморска височина е типично планинска. Овде зимите се долги, со доста снег, а летата свежи и пријатни за одмор. Најстудени месеци се јануари и февруари, а најтопли се јули и август. Овде температурните разлики во однос на градот се пониски за десетина степени Целзиусови. Во некои години снегот знае на високите места да се задржи и до месец јуни. Животински свет, фауна. Во паркот живеат речиси сите видови животни кои што ги има и во другите македонски планини: волк, лисица, мечка, верверица, срна, но и рис поретко и други.
и тие се овде само украс на планината. Никој не сме да ги лови и вознемирува. Мечката е заштитен знак на Пелистер. Тука човекот прави се за да ги чува, храни, обезбедува непречено да се размножуваат и слично. На таков начин, животните во паркот се вистински господари на просторот. Само во случај на некоја посебна потреба, вработените од Националниот парк се подготвени за интервенција и решавање на таквата нивна животинска потреба. Застапени се речиси сите животински видови. Голем е бројот и на птици, кои ги има над 130 видови. Од рибите кои живеат во брзите планински води, најпозната е ендемската пелистерска пастрмка. А од влекачите, разни гуштери, смокови, змеи и други. Меѓу другите се сретнуваат и некои змии отровници, се мисли на шарка и подскок. Затоа, за децата е важно да знаат да не се задржуваат многу во густите треви и грмушки. Кога сме кај пелистерската фауна, за некои од животните во услови на големи снегови, за нив се организираат и посебни хранилишта. Објекти. Овде човекот изградил разни објекти. Такви се планинарските домови, летувалишта, угостителски објекти, од кои најпознат е хотелот Молика. Потоа спортски објекти, неколку објекти за одмор, информативен центар и друго. Во принцип, сите тие треба да бидат во функција на одржлив развој на паркот. Низ Пелистер има и разновидна сигнализација, патокази, планинарски знаци, туристички паноа и друго. И тие, на свој начин, зборуваат за неопходната врска меѓу човекот и планината. Спорт и рекреација. Планинарењето и рекреацијата се најмногу присутни на овој простор, но има и некои специфични спортови, како што се зимските спортови, скијање и санкање, планинарство, велосипедизам, алпинизам и друго. Да подсетиме на овие простори, чест гостин беше прочуениот алпинист и прв освојувач на највисокиот врв на светот, Монт Еверест, Димитар Илиевски Мурато. Тој во 1989 година, враќајќи се од веќе освоениот врв, несреќено го загуби својот млад живот. За планинарите, тука има и два планинарски домови, Копанки и домот на Големо езеро. Овде, во детското одморалиште, летуваат и зимуваат голем број деца од земјата и пошироко. Тоа значи и децата се едни од саканите гости на паркот. Планинарска фотографија и пейсаж. Прекрасните речни долини, шумите, езерата, фауната, високите планински врвови, релјефот и другите содржини низ Пелистер се неповторливи теми за љубителите на планинарската фотографија и пейсажот како творечка инспирација. Во тој дел и овие содржини се значајни за развој на селскиот и општо екотуризмот.
Планински врвови. Во границите на Националниот парк Пелистер и неговата поширока околина се наоѓаат доста атрактивни и високи планински врвови. Многу од нив ја надминуваат бројката од над 2000 метри. И тие, на свој начин, се дел од убавините на паркот. Тука се покрај високиот Пелистер, за кој кажавме претходно дека се извишува на 2601 метар, уште Илинден 2542 метри, Стив 2460 метри, Широко Стапало 2435 метри, Ветерница 2420 метри, Голема и Мала Чука, Два гроба, Козји камен, Мразарник и други. Планински плодови и лековити растенија. Низ паркот и пошироко има голем број планински плодови кои се идеално еколошки чисти и барани на пазарот. Се прават напори од страна на управата на паркот и тие да се собираат навремено и стручно. Воспротивно, некои видови можат да бидат уништени за секогаш. Овде најмногу има диви сливи, лешници, боровинки, капинки, шипки, глогинки, смреки, но и повеќе видови печурки, за кои посебно им советуваме на децата да ги берат, тоа да го прават само под стручна контрола, зашто меѓу нив има некои отровни. Во овој контекст е и собирањето на разни видови чаеви и други видови билки, како што се планинскиот чај, мајчина душичка, потоа планински бос и други. Други стопански гранки. Покрај туризмот, преку паркот можат да се развиваат уште неколку стопански гранки, како што се пчеларството и производството на мед, сточарство, собирање боровинки, шишарки и друго. Во овој дел е и користењето на градежно и огревно дрво, кој се врши исклучиво по надзор на стручните луѓе, шумарите од Националниот парк. Бидејќи во паркот е строго забрането да се сече дрва за огрев и за градежништво, само вишокот дрва кој се јавува за време на планското и природното речење и селекција може да се наменат за стопански потреби. Култура. На Пелистер и неговата околина, низ времињата далечни и блиски, се случувале и разни културни настани. Уште од античките времиња, покрај него врвел прочуениот пат Вија Егнација. Низ планината биле изградени и голем број цркви и манастири, во кои денес можат да се видат и звонредни сликарски и копаничарски дела. Меѓу нив најпознати се оние во црковните храмови во селата Курбиново, Сливница, Маловишта и други. За љубителите на духовното наследство се вистински предизвик, покрај богатата природа и тие да се видат не само како верски објекти, туку и како културни ризници со својата архитектура, но и уметнички достоинства, како што се иконите, фреско-живописите, резбите и слично. Историја. Шетајќи низ паркот се има впечаток дека оваа толку убава планина не одминале голем број историски настани, меѓу кои некои од познатите востанија и војни. Така, на Палиснопје има траги од илинденскиот период и од Ноп. Сепак, Пелистер е познат како една од најзначајните дестинации на кои се одиграла Првата светска војна.
Посетителите и денес можат да видат поголем број објекти, кои што се бункери, пушкарници, воени магацини, топовски гнезда, делови од разни оружја, војничка опрема и слично. Впечатокот на посетителот од виденото е дека овде се водела една од најкрвавите војни што ги познава човештвото. На свој виден начин и ова што се случило овде треба да се види како опомена да не се повтори никогаш. Ете, овде ја завршуваме приказната, драги деца, и останатите гледачи на филмот. За Пелистер и неговиот национален парк има уште многу да се раскажува. Се надеваме дека и во друга прилика тоа ќе го направиме со напомена, иако во основа таа беше наменета за вас, младата популација, тоа не значи дека во неа нема да најдат интересни содржини и другите деца од 7 до 77 години. Како што гледате, оваа планина, не случајно, оние кои биле веќе еднаш во неа, сакаат и друг пат да ја посетат. Таа со задоволство ги сака повторно да дојдат сите кои со голем почит ја љубат и чуваат природата.